Почитувани гледачи, добро вечер. По прогласувањето на пандемијата, председателската вила Водно во првата половина од оваа година беше фреквентно место каде што се собираа политичарите за да бараат решенија за справувањето со коронавирус. Владата предлагаше, шефот на државата носеше одлуки за вонредна состојба. Таквата ситуација траеше до предвремените парламентарни избори, потоа се формираше новиот парламентарен состав, а и владата. Во втората половина од 2020 година неуспехот на надворешен план, ветото на Бугарија за почеток на преговори со земјава, не ги седна на маса представниците на државно-политичкиот врв. Опозицијата не сака лидерска средба што би организирал председателот. Тој пак не ни гледа причина за тоа, бидејќи има институции со полн легитимитет и легалитет. Но како, ако не преку првиот човек до консензус за националните прашања, како, ако не сите заеднички, во борбата со пандемијата и справувањето со последиците од неа. Гостин во македонската телевизија е председателот Стево Пендаровски. Председателе, добро вечер. Добро вечер, добро најдов. Добро дојдовте во МТВ и благодарам што ја прифативте поканата за овој интервју. Благодарам. Во земјите од Европската унија почна вакцинацијата за заштита од COVID-19, освен кај оние наши соседи што се веќе членки, имунизација спроведува и Србија, која очекува нови дози во јануари. Во земја уште прашалници на овој план, точно и за времето, и за количините. Кои се информациите што вие ги добивате од надлежните за почеток на вакцинирањето овде и зошто не издействувавме преку нашите европски, американски пријатели овој процес да почне побрзо и кај нас? Па, јас мислам дека овој процес не можеше да почне побрзо и кај нас, бидејќи не сме, ако зборуваме за Европската унија, затоа што не сме членки на таа организација се уште, туку сме кандидати. Да одговорам директно на прашањето. Постојат неколку механизми кон кои сме ние сите фокусирани како држава. Значи, постои тој така наречен COVAX механизам, кој е на ниво на светската организација, во кој има над 170 држави. Проблемот со COVAX механизмот е дека е најглобален, најобемен и дека не можат сите во исто време да добијат, односно може да се добиваат тие вакцини во првиот или во вториот квартал од годината, зависно од динамиката која ќе биде направена на глобално ниво. Овие другите организации кои се помали како што е Европската унија можат побрзо тоа да го направат и гледате дека веќе тоа почнува. Значи, вториот механизам е директни преговори со производителите, со Pfizer. И тука можеме да подискутираме. И се разбира, третиот механизам е да добиеме процент, како го нарекуваат во последно време, од некоја земја членка на Европската унија. Такви најави и практично пред договори, да ги наречем, имаме со Полска и со Грција и со Бугарија, а јавна најава дека за Западниот Балкан ќе бидат одвоени 5% од нивниот контингент даде Австрија. Меѓутоа, знаете, логично е прво своите граѓани да ги намирите со вакцини, па подоцна да мислите за другите кои се странски државјани во оваа ситуација. Јас се надевам дека и тука се нашите дипломатски напори и мои, меѓу другото, насочени кон нашите сојузници во Европската унија, тие 5%, и тоа е на ниво на унија која има 454 милиони жители, тоа е огромна бројка, дека тие 5% за Западниот Балкан да дојдат што е можно побрзо. Значи, моја проценка би требало да биде и моја желба во јануари. Инаку не би сакал до март, до април и така натаму да ги броиме заразените и починатите. За жал, чекајќи да на крај се смилуваат и ни ги дадат тие пред 5%. А ако сме сите практично дел од Европа, иако не сме и институционално и формално внатре, тоа би требало и на дело да го покажат. Една реченица во однос на овие директни преговори што се со производителите. Ви кажувам, тоа мислам дека и министерот за здравство го спомна во една прилика, на една пресконференција, разговорите од прилика со најголеми, тоа се гиганти, фармацевската индустрија, одат од прилика вака, вие сте таа и таа држава. Колку е пазарот? Од прилика 1,5 милиона или 2, максимум, вели вие сте мал пазар за нас. Може би ќе дојдете на ред, но понатаму, од која ќе ги намириме големите консументи потенцијални и се знаат државите кои имаат најмногу потенцијални приматели на таа вакцина. Во вашето годишно обраќање во Собранието рековте дека пандемијата требала да биде момент на отрезнување и сплотување, но во еден дел го засилила антагонизмот и јазот во општеството и на површина изфрлила институционални слабости. Може ли да ги лоцирате точно кои се тие слабости и дали може би заради некој од нив се крие и заостанувањето во справувањето со пандемијата? Па јас не би одлал со квалификација, затоа што мислам дека не е прецизна, дека ние заостануваме во однос на справувањето со пандемијата, иако ги слушам тие често пати неаргументирани факти, статистики и податоци дека ние имаме најголема бројка на заразени и посебно на починати
И тоа експертите во областа го објаснуваат дека се должи на методологијата која не е еднаква во сите земји членки. Мојот став во однос на справувањето на Република Северна Македонија со пандемијата е дека ние сме во рамки на континенталниот просек. Гледате во последниот овој така наречен втор пик, втор бран, држави кои се супер организирани, со супер ресурси, како што е една Германија, или еве во регионот, она што ни било постојано регионален пример, Словенија, имаат многу повеќе, за жал, починати и заразени лица и во однос на својот прв бран и во однос на вториот бран во остатокот од Балканот. Така што не мислам дека во тој дел ние нешто посебно сме. Во кој дел е упатена мојата критика или јас најавувам во истото обраќање и од почетокот на следнава година и серија тркалезни маси, дебати, се разбира со упатени луѓе на таа тема, да го поправиме системот за менеджирање на кризи. Сите знаеме дека Центарот за управување со кризи од 2006 кога е прв пат воспоставен до денес не работи со полн капацитет. Не работи. Знаете, од време на време има некаква негова активност кога има пожари во некоја сезона летна. Меѓутоа, таму има негде околу 300 и кусур вработени. По моето убедување, според она што го разбирам, сосема независно кој е на власт, наназад 15-16 години, тој човечки потенцијал таму не е добро вмрежен и не е добро поставен. И ние немаме 100% капацитет на таа институција да испорачува. Постои дирекција за заштита и спасување. Нивната координација меѓу овие два, ЈЦУК и дирекцијата, не е најдобра, да се изразам благо. Одредени, не сега, генерално со години и години. Таму има и, не знам уште колку, 150 или колку веќе вработени. Значи, ние само 500 луѓе во тие два битни сегмента на целиот систем за управување со кризи ги немаме со фул капацитет. Значи, тоа нема врска со тоа кој е политички надлежен за таа работа. Тоа има врска со системските слабости на државата кои не сме ги уредиле уште од, да не кажам, од 90-та до денес. Во таа смисла ние мораме овие скромни ресурси, лимитирани ресурси, знаете, ние сме сиромашна држава. Секогаш сме биле, за жал и наредниве децении ние нема да бидеме Швајцарија во таа смисла. Ние мораме тие прилично лимитирани ресурси на многу по-паметен начин да ги употребуваме. И тоа што го имаме, 100 луѓе ли се, 100 луѓе да работат. Тоа се случува и во здравствениот сектор, по болниците. Ви имате сведочење на луѓе, не мора да се пред камера. Пример, ако се 200 или 300 луѓе вработени во одредена болница, дека еден мал дел од нив навистина сето време на пандемијата беа 24/7 работе и ангажирани. Другите не велам дека не сакале, меѓутоа тоа е пред се проблем на менаџментот на одредени институции кои можеби не биле добро вклопени во целиот систем. Ние имаме генерално проблем со функционирањето на системите и подсистемите во државата од 90 до денес. Тоа не е ништо ново. Во тој контекст беа моите забелешки. Сигурен сте дека за вакцинирањето ќе има и негативна кампања. Вие, ако можев да забележам од вашите настапи, ја протежирате позитивната, па и да се води преку лични примери. Дали тоа значи дека вие ќе примете вакцина за COVID-19 и преку личен пример ќе покажете дека тоа треба да го следат и други? Значи, јас тоа го реков еднаш и да го повторам. Мислам дека сите од државно-политичкиот дрв тоа треба да го направат. Мислам дека тоа треба да го направат и лица кои се со поголемо влијание во своите средини, државно, на локално ниво, за да покажат генерално на народов дека нема од што да се плашат. Инаку не би сакал да бидам баш прв, затоа што пред мене има, например, здравствени работници кои директно работат со заразените и се разбира не би сакал, ако е првата квота лимитирана, не би сакал да им земам од нивната квота. Меѓутоа, во оној момент кој ќе се процени дека има доволно и за сите здравствени работници или оние кои се на првата линија на фронтот или на отпорот, се разбира, јас сум тука и да го направам со целото моје семејство, тоа е неспорно. Меѓутоа, во однос на овие тези кои ги спомнувате, кои ги споменав и јас во моето годишно обраќање и во неколку други мои јавни обраќања. Недозволено е за една организирана држава да дозволи, не сме да дозволим, дали на социјални мрежи, дали во традиционални медиуми, да доминираат луѓе кои не се доктори, кои не се експерти за оваа работа. Тоа е исто кој ја да ви кажам сега за 5G, ако сум ја председател. 5G, Бил Гейтс, не знам, сите тие комбинации и конспирации сте ги слушале, ја не се разбирам во таа работа. Со секој ден да постирам, и ако нема став од доктори, од таа фела, од професионалци, кои ќе кажат луѓе, вакциниве што треба да ги примаме, тие се резултат на месеци и месеци испитување од најголемите умови кои овој свет, не некоја држава ги има. Се вие не може да го негирате тој или да го ставите во еднаква позиција со некој, ја ги нарекувам, некој се љутат шарлатани на социјални мрежи кои не се доктори и кои ми кажуваат дека тоа е чипирање на луѓето. Одбивам таква дебата. Во 21 век мораме да ја слушаме струката и науката. Мораме. Стручен си, повели.
За ова е друг стручен да му дадеме простор. Нема да се мешаме сите во таа работа. Земјава прифати донација о вакцини од Бугарија. Го споменавте тоа и во првиот одговор. Земјата која ни стави вето за почеток на преговори и го блокираше практично нашиот пат кон Европската Унија. Дали некоректна политичка одлука може да се амортизира со коректен здравствен гест? Јас мислам дека во тој дел, во тој настап, нашиот министер за здравство беше на седница на бугарската влада, мислам дека требаше да разлачиме две работи уште на самото тргање кон Софија. Че во политичка смисла Република Бугарија направи огромна грешка. И од аспект на евроинтеграциите на континентот, и од аспект на Република Северна Македонија, нашите аспирации. Че државата која се фали цело време дека прва не признала, сега практично не блокираше со аргументација која никој друг, не ние, не јас и ти, или сите други овдека во држава. Никој во Брисел не може да ја разбере од сите останати земји членки. Тоа се приказни за мали деца, дека имало 2, 3, 5 и не знам колку држави кои која поддржувале бугарската, не ја поддржува. Таа политичка позиција не може да се испере со ништо. Ова другото, мислам дека не требаше да се врзе и да биде седница на бугарската влада. Ако тие сакаат да помогнат во здравствениот дел, благодарам. Наклон до земја, меѓутоа не на седница на влада, на која бугарскиот премиер, ако паметите, искористи повторно да зборува за спорот и да кажува политички совети дека ние ќе сме го решили спорот 2021 и така натаму. Тој тип, господинот Борисов, другите бугарски политичари треба да го остават за политичките форуми. Кога сме дошле да побараме, кога веќе сме дошле да побараме помош во оваа тешка здравствена криза, а тие сте членка на Европска Унија, кај што не ни дозволуваат и ние да станеме и да добиеме преку механизмот на ЕУ доволна количина на вакцини веднаш, како тие што добија вчера завчера, во тој случај би ги замолил да не меша здравство и политика. За политиката ќе разговараме на други места, на други форуми. Ако сакаш да помогнеш, помогни, ама не ми го мачкај од озгора на тој муабет, политичкиот спор кој го имаме и кај што сте вие кабајат, не ние. И веќе влеговме во дебатата за Бугарија. Јас свесно сакав така да ги поврзам работите. Од тоа што досега се случуваше, епилогот не е поволен за нас. Што треба да промениме во стратегијата во 2021 за да ги смениме работите и да не добиеме повторно вето од Бугарија? Ако бидам поширок малку во прашањето. Вашиот колега, бугарскиот председател Борисов, Радев, вели дека патот на земјава кон ЕУ води преку Софија. Сведоци бевме на неговите пораки до домашните негови политичари, на средбите со комисијата со историчарите и насоките кои што им ги дава. Тој дори бара да се отвори посебно поглавје во преговарачката рамка за да се заштитат тие за јазикот, идентитетот и историјата. Борисов и Захаријева имаат сосема други идеи и тези со поврзување на државјанства за наши граѓани и така натаму. Што ние треба сега да преземеме за да се отплетка работа во која што се заплеткавме? Во однос на стратегијата и настапот, одговорно ви кажувам, бидејќи знам што претходно правевме во однос на Бугарија. Ви кажувам дека направивме се. Ви кажувам дека се обидовме со најразумни, со најаргументирани ставови и барања да допреме до нив и да им кажеме дека ова што ние го предлагаме е во рамките на европските вредности и принципи. И се обидовме на секаков можен начин, формално и неформално, директно, не преку посредници. Тие не обвинуваат дека сме лобирале преку трета страна. Не сме лобирале, директно им кажуваме дека има работи за кои ни вие не би преговарале кога би биле во наша ситуација. Че има работи кои не треба да ги чепкаш, остави ја таа работа. И кој сум јас, идентитет, јазик, тоа не е работа на муабет. Ни политички форум, ни во кафеана. Тоа е интимна моја работа, како јас се чувствувам и како се декларирам. Базично човеково право на самодекларирање и на самоопределување. Значи, не би требало да смениме ништо во тој настап од сега натаму, ништо. Само треба да почекаме од другата страна во Софија да не да дојат нови луѓе на власт, него исти луѓе да сватат дека ако ви беше мотивот, имате избори и сакате евентуално да поминете подобро на тие избори, изборите завршија, дајте сега имате цел мандат пред вас да се ствртиме кон рационалните аргументи. Бидејќи ова до сега не беа рационални аргументи. Тие нема што да разговараат како бугари кои зборуваат бугарски јазик со македонците кои зборуваат македонски јазик. Што спомнавте дека тие сакаат да бидат заштитени во однос на јазикот. Нивниот јазик никој не го спори. Не ние, никој во светот не го спори бугарскиот јазик. Па зашто Радев тогаш со таква идеја?
Јас имав разговор пред веќе 2 месеци со Радев, еден прилично долг разговор кој беше коректен. Немаше етикети од тој разговор што е право е, како што употребува на пример Каракачанов и неколку други политички радикали од таа страна, ше прилично коректен, разговаравме со аргументација, таа што е за нив валидна и она што е за мене валидна. Мислам дека над 45 минути разговаравме. Тој инсистира на некаков додаток на договорот билатерален и вели затоа што мораме да имаме правна гаранција дека вие ќе го исполните договорот од 2017. Ја му велам дека, јас му реков, дека не гледам потреба од анекс на договорот, некаков посебен правен формат на она што е веќе договор, билатерален, што е правен формат, исто така, затоа што вие не мора да имате правна гаранција, вие имате колку сакате политички можности да не блокирате утре по било која основа, не за јазик и идентитет, за што сакаш. Состојба во правосудство, во здравство, во образование, во спорт, што мислиш дека треба ќе го изложиш, принципот на консензус е тој. Значи, тука беше спорот, дека тие барат правна гаранција, јас тврдам дека овој спор, кој се знае наметнат од нивна страна е по дефиниција политички. Нема никаква врска со правото. Затоа што базичен елемент, базична категорија во правото е правото на самоопределување, на самоизјаснување. Во тој дел немаме што ние да потпишуваме правни документи или анекси на некаков претходен договор. Во договорот од 2017 никаде буквално не пишува дека ќе разговараме за тоа да македонскиот јазик пред 44-та се пише во правна форма дека бил бугарски. Кај го пишува тоа? Тоа не е договарано, тоа не е ни помислувано од страна на преговарачите тука од Скопје. Така што не гледам потреба да нешто правно се засилува, бидејќи знаете што, анекс на договорот. Анекс на договор во принцип се пишува кога сакаш да дополниш нешто во основниот договор. Евентуално нешто и да прецизираш, да детализираш. Попрецизно да го кажеш како би го имплементирале во иднина. Значи тоа е додаток на основниот договор. Не можеш во додатокот, да претпоставиме со анекс. Не можеш во додатокот на договорот да прецизираш нешто што не е содржано во основниот договор. Јазик, идентитет, наш, мој. Значи, така што немаме потреба од анекс кој тоа би го. Правна гаранција за што? За тоа дека јас сум македонец. Може да бараш, но нема да добиеш. Председателе, на бугарските историчари им пречеше придавката македонски во записниците. И работата на Мешовитата комисија запна токму поради тоа. Сега, ако знаеме дека оваа комисија има работа да отплеткува историски прашања, се заплетка во идентитетски. И како ќе продолжи понатаму да работи, ако нема проблем со идентитетски прашања? Еве го моето толкување. Значи, сум го рекол неколку пати да го повторам. Во договорот билатерален, бугарската страна излезе надвор од параметрите на тој договор. Почна да зборува за работи кои ги нема во договорот. Мојата теза е дека тоа се почна затоа што комисијата составена од историчари излезе од својот мандат. Никаде. Каде? Значи, никаде во договорот не пишува дека формираме комисија на паритетна основа, историчари од таму, историчари од тука. Никаде не пишува дека таа комисија ќе се бави со македонскиот јазик и македонскиот идентитет. Таа комисија нигде не пишува дека ќе се бави со етничката припадност на Гоце Делчев, на било кој друг, ниту на цар Самуил, ниту на овие за кои се договоривме веќе со некаква заемно прифатлива дефиниција или квалификација. Што сакам да ви кажам, работа на комисијата беше да ги отплеткува, како велите вие, тоа е наратив, тоа е израз така, народ колоквијален, не е правен израз, но ете, ги отплеткува историските контроверзи, да кажеме, така. Меѓутоа, отплеткувањето на историските контроверзии ниту беше замислено, ниту е така напишано во договор. Дека треба да значи, ти се кажуваш македонец денеска, ама си во заблуда. Не е работа на комисијата да ти кажува кој си ти. Ти само можеш да кажеш кој си. Јас можам за себе си да кажам кој сум. Значи, работата на комисијата е отидена надвор од границите на она што е запишано и замислено. Че ви уверувам дека во ниеден претходен неколку десетина состаноци претходно на работните групи во таа 2017 пред да биде потпишан овој договор, ни во работните групи бугарската страна не вели да ја дадеме на комисијата и ваква задача, да утврдува нечија национална етничка припадност. Затоа, бидејќи комисијата почна да се бави повеќе со политика на бугарско инсистирање, наместо со историја, и бидејќи тие излегоа од рамките на она што беше предвидено, замислено и подпишано и ратификувано од двете страни со договорот, затоа и целата бугарска позиција која се подпираше на работењето на комисијата, како што тие очекуваат да биде, а според нив не беше, дојде во ќорсокак. Значи, тврдам дека не постои друг сегмент на билатералниот договор кој боде очи
на Софија и да речат, еве заради, тие на крај почнаа да кажуваат за коридор 8 и така нато. За медиуми дали имало, немало, тоа се дополнително измислени, изнедрени аргументи, во наводници, во ситуација кога во Брисел пред другите 26 земји членки нема буквално ништо друго да понудат. А веројатно не им беше пријатно да кажуваат дека ни ја спорат етничката припадност и јазикот. Добро, еве, пак ќе повторам прашањето, како ќе функционираат тие понатаму. Го спомнавте Гоце Делчев во претходниот одговор, вие имавте една изјава која што беше поинаку прифатена дома и во Бугарија, кога рековте дека Гоце Делчев се декларирал како бугарин кој се борил за самостојна Македонија, и сега домашната јавност беше прилично поостра, бугарската, еве пример, македонскиот председател вели тоа што го вели за Гоце Делчев и сакавте да отворите поширока рамка, но таа рамка за жал се стесни. Дали сакам да кажам, дали треба да се менува некој форматот на оваа комисија, да се реорганизира за да може да продолжи со работа? Според мене треба единствено можен формат поинаков од сегашниот, кој очигледно не продуцира резултати, дел од тие причини зашто не продуцира ги кажав, е да се приклучат на комисијата некако формални членови, бидејќи тоа е билатерален договор, да се приклучат странски експерти во статус на стручни консултанти од која год сакате држава. Значи, не мора да е од Германија, имавме предлог за 20 германски историчари, бугарите тоа го одбија. Значи, од било каде од страна, бидејќи ако ги оставите два балкански народи, па ја не мислам дека и други два светски народи, не само Балканот да го критикуваме, да разговараат за историјата и ако очекувате двете страни за некој историски проблем од не знам кој век да потпишат заеднички став на крајот на таа работа, ќе се изначекате, а ако немате некој медијатор кој ќе рече прво, предлогот беше странски консултанти или советници да учествуваат во дефинирањето на методологијата за работа на комисијата. И да им кажат, сега со мои зборови повторено, да им кажат што слични комисии, Франција, Германија, Полска, работеле во однос на некои историски контроверзи на соседни народи и нации. Што тие работеле? Тие не велеле дека, не знам да не кажам се некој име, е германец или австриец или пољак. Не. Само една, ајде да поедноставам за нашата публика, мислам дека е јасно, меѓуто да поедноставам. Историската комисија. Така е замислено, така е напишано, како год да го читате текстот. Има само една задача. Да види кој јунак, кој револуционер, кој деец од вековите наназад и кој настан е од значење за двете страни. И ако бугарите кажат дека Гоце Делчев и за нив битен, а ние ќе кажеме и за нас и тоа како битен, можеме да го во рамки на таа споделена историја, можеме да го славиме и двата народи и двете држави. И при тоа е кристално јасно дека е невозможно да ја продадете тезата дека се до 44-та било бугарско, значи дека нема споделена историја, дека се ваше, ништо не е мое или наше, во тој ниту е така напишано во договорот, ниту некој замислува дека е така напишано, ви кажувам, ниту барањата од бугарска страна во рамки на работните групи што беа пред 1 август и подпишувањето на тој договор 2017 не одеа во таа насока. Може би си мислеле, меѓутоа тоа не го изложија на маса, а да го изложија, ви кажам дека ќе беше со консензус одбиено од наша страна. Вие сте за тоа антифашистичко да се брише од споменици, како што еве на пример планира премиерот Заев? Не, значи јас мислам дека ја разбирам идејата на премиерот Заев. Јас сваќам дека неговата идеја е бугарскиот народ комплетно да не се поистоветува со фашизмот. Да не кажете дека бугарите се фашисти. Меѓутоа, како ќе го направиме, во која формулација ќе го направиме, тоа се согласувам дека. Не можете да кажете дека и денеска германците се фашисти, иако тоа тамо потекнува. Меѓутоа, ние можеме да направиме дистинкција, меѓутоа не можеме да го пребришеме очебиниот историски факт кој го потврдува не македонската историографија, светската историографија. 41-та, 45-та, овде ќе има окупација, не администрација, која спроведува тогашната профашистичка или фашистичка бугарска влада и држава. Нема дилеми околу тоа. Нема дилеми околу тоа. Значи, ние можеме, ако вас ви боде очи, секаде каде што има бугари и фашизам, па дури и денеска во некои конотации зборам за она што државата го плаќа, го спонзорира од буџет, не зборам за тоа што приватни поединци и ентитети зборуваат, тамо не можеме да се мешаме. Ако тоа пречи, ако боде очи, можеме тоа да го смениме. Меѓутоа, само низ процедура, низ работата на таа комисија и само во рамки на билатералниот договор. Не само иницијативно. Предпоставам ќе ме прашате за таблите. Не, ќе ме прашам
лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски вели дека ако продолжат барањата на Бугарија и нема напредок во преговорите во текот на следната година, во гостување овде пред една недела рече дека овој договор треба да се напушти, да се подготви нов. Дали тоа е опција? Дали тоа е решение? Јас го квалификував тоа како предлог, како политичка илузија. Не можете да направите, исто беше и за Преспа. Јас ви тврдам, бидејќи сум бил некаков инсайдер и ги имам информациите и пред да бидам председател. И за Преспа. Во текстум со тоа се што циркулираше околу тој договор, па ако сакате и 20 години пред да биде подпишан. И во време на претходните председатели кај кои сум работел. Невозможно е вие да направите подобар договор, а да биде прифатен од двете страни. Значи, подобар договор од наш аспект и Преспа можеше. Например, дали ние можевме да влеземе во НАТО, а да не ставаме додавка Северна, или на името, или дали можеше ние таа додавка Северна да ја ставиме само онаму кај што беше претходно ФИРОМ во меѓународни организации, не и внатре. Не беше можно. Затоа што грците рекоа, и внатре треба да биде ерга омнес, ако сакате ние да направиме отстапка која е колосална за нас, од наш национален аспект, и да напишеме македонци, дека има и дека придавката ја спомнавте, и дека има македонски јазик. Тоа е компромис. Значи, ние можеме да направиме подобар договор, но са јас и вие тука да си го имаме во Скопје. Тие, од нивен аспект, може да направат идеален договор, ама од аспект на бугарски национални интереси. Работава е, и тоа е, тука е сега вештината на добрите дипломати, да направат компромис во кој ти нешто ќе дадеш, а нема виталното кај себе да го загрозиш. И тие ќе нешто ќе дадат, меѓутоа и тие ќе си ги зачуваат своите витални или стратешки национални и државни интереси. Тука и јас мислам дека договорот од 2017 тоа го постигнува. Као што тврдам и ден денеска дека Преспа се разбира не е совршен договор, меѓутоа беше најдоброто што беше можно да се постигне, а и во Атина и во Скопје да биде ратификуван тој договор. Зошто не свикавте лидерска средба по бугарското вето и да направите едно резиме за почетокот на проблемот, за коренот, за кулминацијата со ветото и клучното, тоа го изразговаравме, што понатаму, затоа што сепак за вакво прашање очигледно е потребен национален консензус. Се согласувам. Го реков еднаш во еден мој јавен настап, да го повторам. На почетокот на летото имавме кога почна да станува повидлив проблемот со Бугарија. Имав лидерска средба на која главно договаравме можност за закажување на датум за избори и во рамки на тој контекст, пандемија, ворена состојба и така натаму и така натаму. На почетокот на таа средба, и тоа беше поради условите кои се зажали ден денеска, а беше велам топло времето надвор, беше во дворот ја правевме таа лидерска средба. Мицковски предложи како втора точка на дневниот ред, освен ова што го имавме редовно, да биде и разговор на таа тема. Зоран Заев рече дека нема потреба. И албанските лидери, кои беа присутни на таа средба и на власт и во опозиција, бидејќи јас ги прашав, јас сум домаќин и велам, имаме, како вели Талат Джафери во собранието, имаме предлог за дополнение на дневниот ред, иако тие средби не се толку формални како што е, немаме деловник за работа, меѓутоа и албанските лидери ги прашував во власт и во опозиција, рекоа сметаме дека сега треба да се концентрираме само на мерки за пандемија и евентуално во тие услови кој да биде датумот на избори. Знаете, дека се лицитираше кој да биде јуни, јули и така натаму и така натаму. Ако вие не можете да свикате лидерска средба, ако сите предпоставени учесници на таа средба не се согласат, че не можам да ги тегнам за уши да речам дојдете по секоја цена. Не мора да дојде. Поготово на форум кој не е запишан во ниеден устав и во ниеден закон. Тоа е неформална средба, не велам дека е штетна, не велам дека се штетни, меѓутоа јас го реков и во враќањето. Мораме и за битни, за помалку битни работи. Знаете што ние неформално се среќаваме меѓу себе. Политичките лидери на партии, на институции се среќаваме. Меѓутоа, при живи и здрави институции, мислам дека таа пракса за лидерски средби, во кој народ вели, еве ги се овие племенскиве поглавици се повлекува надвор од очите на јавноста и само во собрание и во влада ќе ни соопштат на некоја пресконференција што решиле. Затоа што транспарентноста на лидерските средби не може да се мери со транспарентноста на собранието, каде што собранијскиот канал пренесува 24/7, што е кажано и кој што кому рекол и зашто се залагал. И на крајот на краиштата за што гласал. Чи во тој период, колку што мислам и до ден денеска, нема согласност од сите предпоставени учесници да учествуваат на таква лидерска средба. Плюс проблем е и ставот се разбира на најголемата опозициона партија која смета дека не треба да комуницира со мене во однос на лидерски и во однос на било кои други политички иницијативи. Дали после ветото разговаравте со Радев? Уште тоа ме интересира да овој корпус прашање? Не.
Не сум разговарал со ниту еден од бугарските политичари после ветото, а пред ветото само со Радев. Само со Радев. Немав никакви ни неформални контакти со нив, затоа што објективно требаше да влегувам во полето на надлежност на другите министри, Димитров, Османи, премиерот Заев и така натаму. Тоа не сме го правил никогаш. Значи, ние имавме меѓу себе синхронизација, меѓутоа јас ја држев таа комуникација со мојот хомолог во Софија. На крајот на годинава реформи во образовниот процес, многу објаснување аргументи од една страна и многу реакции од друга страна. Погоден ли е моментот да се објави дека историјата ќе се изучува заедно со уште неколку други предмети и има ли простор за сомнеш, како што има каде од научната фела, дека нешто од историјата ќе замине во историја? Прво, мислам дека не само што е време да почнеме со образовни реформи, туку доцнеме години, бидејќи не знам кој е задоволен од нашиот образовен систем. Родители, деца, експерти, политичари на власт и во опозиција, значи ние тој проблем го имаме оддамна. Во различни сегменти, и во основно, и во највисоко универзитетско образование, и за тоа треба да можеме да разговараме до утре, меѓутоа тука има и постручни луѓе од мене кои тоа треба да направат. Значи, тајмингот, реформи да зборуваме и да иницираме веднаш. Значи веќе денеска е доцна, меѓутоа во однос на целокупниот контекст, визави нашиот спор со Софија, спорот на Софија со нас. Мислам дека не требаше да биде во тој момент, меѓу другото, и тоа објавено. Меѓутоа, од кога е тоа објавено? Објавено е. Сега час поскоро треба да се направи она што критичарите на тој потек замеруваат, зашто претходно не биле консултирани. Значи, треба веднаш да ги повикате сите, кои велат зашто и нас не прашате. Друштво на географичари, на историчари, институти за историја и така натаму. Повелете, кажете, зашто ова е иницијален предлог, не е завршена работа. Согласувам во однос на политичкиот тајминг, веројатно не беше најстректно одбран, меѓутоа во однос на тајмингот за реформи ние ужасно доцниме. Години, да не кажам и децении. Доцниме во однос на тоа какво образование треба да имаме, имајќи го во предвид и бизнис обкружувањето, кој е сосема поинакво од тоа што беше порано, и се разбира и овој процес на одлив на млади кадри кои заминуваат надвор, или огромна бројка на студенти кои студираат во странски универзитети затоа што не се задоволни со состојбата на домашните универзитети. Председателе, ние за стратегија за спречување на одлив на млади кадри и лани разговаравме, но мислам дека на тој план нема ништо или грешам. Знаете, јас мислам дека и тоа сум го кажал многу пати. Јас го повторувам тоа. Дајте да направиме таква надпартиска стратегија. За жал, мислам дека еве и лидерска да повикаме на таа тема, повторно партији ќе се испокараат меѓу себе, затоа што и ќе почнат, знаете како ќе биде разговор. Во ваше време се иселија толку многу луѓе, во наше време се иселија помалку. Да. Ако паметите во моето минато годишно јавно обраќање, јас реков дека не ни врши работа дебатата од типот на во твое време се иселија 250.000, во мое време само 150.000. Тоа само. Луѓето заминуваат, особено младите и школуваните. Заминуваат и македонци, албанци, било која етничка припадност. Заминуваат и членови на ВМРО, и членови на СДСМ, и членови на ДУИ, и членови на Алијанса. Затоа тврдам дека е тоа надпартиски проблем. Од познати причини ние не можеме да седнеме и да направиме таква стратегија. Меѓутоа, немој да мислиме дека ако направиме стратегија и документ дека ќе го сопреме одливот. Стратегија за одлив на млади луѓе од државата, освен што може да понуди некои парцијални решенија во рамки на образовниот процес да го подобриме, да не биде таков, мора да се зафати со она што е по мене еден од клучните проблеми на посттранзицијска или транзицијска Македонија, Северна Македонија. А тоа е институциите недозволено многу се партизираа и институциите во една значајна мерка се етнизираа. Значи, вие знаете од напред дека ако има конкурс, дека ќе биде примен, не сите се разбира, дека ќе биде примен член на таа и таа политичка партија која, да речеме, на локално ниво е на власт или на централно ниво е на власт. Дека другите што се од особено проминентни членови на опозиционата партија во тој немаат шанси да просперираат. Или знаете дека некои конкурси се објавуваат за да се пополни бројката која ни е уставна обврска за соодветна застапеност на етничките заедници. Че јас не сум против тој принцип. Меѓутоа, вие морате при тоа да водите сметка и за така наречениот мерит систем. Тие луѓе, освен што имаат одредена етничка припадност, мораат да имаат и одредени квалификации. И во тој контекст, добро е што конечно, јас се надевам дека ќе почне да се решава и очекувам да се реши за неколку месеци од сега. Нема време за чекање. Оној проблем со над 1000 луѓе кои се вработени фиктивно во секретаријатот за евроинтеграција, секретаријатот сега е новото Министерство за политички систем и односи меѓу заедници, кои години и години немаат распоред.
прашам каква е мотивацијата на еден млад човек да има решение, прима плата, а не работи. Ја ви тврдам дека сите тие би сакале да работат. Зошто државата не ги распоред, тоа е грешка на државата. Зошто тоа се влече со години при различни политички постави, тоа е грешка, кабајет на различните политички постави. Значи, во тој дел ние мораме да ги отстраниме тие прилично крупни системски слабости, ако сакаме младите да речат, да, овде имам шанса да просперирам. Поинаку не можам да видам како ние можеме со високо партизирани институции да ги привлечеме младите луѓе, кои еден значаен дел од нив вели ја не сакам да бидам член на партија, не сакам да земам книжка, сакам да работам, имам квалификации. Во контекст на квалификациите и на партиските кадри, владата го повлече предлог законот за надворешни работи. Главното несогласување со опозицијата таму беше со двојното државјанство на кандидатите, за да само објаснат дека целта требала да биде да се дозволи да имаат двојно државјанство, но да не бидат во земјата каде што го имаат второто. Толку ли нема способни кадри оваа држава, амбасадори да праќат само со македонско државјанство, па да мора да се испраќаат луѓе со двојно, или некој мора да стане амбасадор? Ја не би сакал ова последново да е точно. Што преведено, вашава теза да ја преведам, значи дека измените во законот се кројат заради некакви лични или партиски потреби. Не сакам да верувам во тоа. Се надам дека тоа не е случај. Меѓутоа, видите, факт е дека ние имаме паметни дечки, паметни деца, иселени од тука, кои се отидени многу далеко во земјите кај што живеат со години, го имаат македонското државјанство задржано, и не се откажале, што е самото по себе знак дека се уште ја држат таа спона со татковината и кои можат многу да помогнат во државите каде што студирале или каде што живеат и каде што работат. Значи не би се откажал од нив јас воопшто. Меѓутоа, за таквите ситуации има предвидено едно чисто, јасно европско, ја би рекол и светско демократско решение. Ти, ако имаш две државјанства и треба да одиш во одредена држава амбасадор, сега на Северна Македонија, ти ќе си се откажеш од тоа државјанство или постои една друга правна категорија, да ја наречем народски, се замрзнува, известно ти практично не се третираш во тие 4 години како државјанин на таа држава. За да нема судир на интерес. Замислете, гледайте, зборуваме, државјанство тоа е контакт, конекција меѓу државата и поединецот, која подразбира известна, можеме да зборуваме голема или мала, лојалност кон државата која ти дала државјанство, затоа што со државјанството кое ти го дава, државата се обврзува во случај на неприлики кои би ги имал евентуално да ти помогне, да ти ги заштити твоите права, дури кога си надвор од незините граници. Че тоа е, ако државата те заштитува, ако ти затреба, и ти према неа мораш да бидеш лојален, односно да ги почитуваш незините прописи. При постојање на две државјанства се поставува таа така наречена дуална лојалност. И не е само решение ако, например, човек кој има македонец од Македонија кој има и бугарско државјанство, да не може да биде пратен, да речеме, во Софија сега во овој момент. Па кон кого ќе биде наклонет? Може да биде пратен во Брисел. Човек кој има и македонско и бугарско државјанство, го праќаме во Брисел. На чија страна ќе биде? Значи, за да не влегуваме во така, се е Бугарија актуелна. Меѓутоа, зашто да се ставаме во ситуација да размислуваме дали ти си 100% лојален кон државата која ти го дава државјанството или може би си лојален и кон некоја друга држава. Не само во, повторно, не само принципијалното решение го замрзнуваш своето второ државјанство и работиш за државата само со едно државјанство. Затоа што ти си највисокиот представник на оваа држава во таа држава. Ти си репрезентот, ти си ликот, ти си практично представникот на нашата држава било каде во светот. Не чини да имаш две државјанства. Во тој момент зборам за не чини да имаш две активни државјанства. Откажи се од едното или стави го на страна, има држави кои тоа го возможуваат и после тоа ќе ти заврши мандатот, повторно си и двоен државјанин. Дали кабинетот писмено ќе достави предлози до владата за да се подготви подобар текст на закон? Јас ова да ви кажам, затоа што вие сте директно инволвиран во... Да, тоа е повлечен, тој предлог е повлечен, знаеме, јавно е објавено дека е повлечен од предлагачите. Во овој момент, во многу иницијална фаза, Министерството за надворешни работи почна да подготвува нов закон за надворешни работи, че комплетно нов закон. Во претходната постава, претходниот министер го имаше донесено тој предлог закон во собрание, меѓутоа се распушти собранието и не беше дојден на дневен ред воопште, не беше изгласан. Значи сега господинот Бујар Османи има работна група направена во која членуваат и припадници од мојот кабинет, кои подготвуваат сосема нов закон за надворешни работи,
ali тоа се иницијални фази, значи само неколку недели како работат, има само 2 состанока до сега. Се уште е рано да видиме како ќе изгледа тоа на крај, меѓутоа ова моја принципијална позиција во однос на ова решение конкретно ќе остане. Така. Апелиравте до власта во предлог закона за попис да ги вради сите статистички стандарди на Евростат и сите конструктивни предлози на опозицијата поради тоа што има диаметрално спротивставени ставови, а ги имаат уште. ВМРО ДПМН во најновиот предлог рече дека ќе бара набавка на терминали за отпечатоци на прсти, па владата вели ќе го раздадоме тој предлог, но министерката Шекеринска вели барањето е неприфатливо, неспроведливо, целта е пописот да не се спроведе. За на крај владата да му стави на овој закон европско знакче и така да го прати во собрание. Знаеме како се носат закони со европско знакче во собрание. И сега ако сакам да симплифицирам, да добијам одговор за до април другата година, дали ви личи дека ќе има статистичка операција што ќе биде прифатена од сите? Прво, законот за попис не е уште усвоен. Значи, ја би сакал да го видам неговиот конечен облик, конечна содржина. Инаку, во однос на ова што има законот Европско знаменце, јас ви тврдам дека ако имаш политичка волја да прифатиш, јас го нарекувам во моето јавно обраќање, конструктивен предлог, не било каков, од типот на она со вапцано јајце да дојдеш, не може да би... Морам за сериозни предлози, конструктивни, и ако е со европско знаменце, ти можеш да ги прифатиш сите такви предлози. Во однос на ова конкретно што е сега последно камен на сопнување, не сум упатен во сите детали околу тие fingerprints, како се со одземање отпечатоци за време на попис. Меѓутоа, ако е тоа прифатливо, ако тоа врши работа за да имаме поголема валидност, поголемо ниво на валидност на тој попис, зашто да не? Само се плашам, познавајќи ги нашите тендерски постапки, па дури и договори во 4 очи, дека сега, еве нова година, значи ние имаме, ако не се лажам, само 3,5 месеца до практичното почнување, а претходно иде процес на обука. И ако треба да се набават, не знам колкава бројка, тоа сигурно се илјадници анкетари или попишувачи, јас се сомнам дека ние можеме таа операција да ја набавиме. Се сомнам дека можеме да ја завршиме и да ги набавиме тие апаратчиња. Значи не гледам проблем во самиот предлог. Гледам проблем во тајмингот. Тврдам дека, од она што го знам како функционира, нешто знам, државната администрација во тој дел, дека тоа да заврши до последниот месец и половина, за да има соодветна обука за попишувачите, не е можно да се изведи. Значи не велам дека предлогот сам по себе е лош. А тоа што е со европско знаменце, искусени рокови, се што е окей, ќе прифатам. 2 дена да дебатираме, 2 дена ќе прифатам. Значи, тоа би сакам да ви кажам. Мора да имаат, тамо да има неформални, не мора да бидат лидерски средби, меѓупартиски средби, и да речат ова и ова можеме да го прифатиме, што е спорно. Што е спорно? Па 2 дена нека се, 3 дена за дебата. Какво год знаменце да ја ставаме. Битно е дали имаме политичка волја и дали можеме да се усогласиме околу тоа што е стварно витален национален и државен интерес. Во владиниот план акција 2021 прв од 10 приоритети беше прочистувањето на судството. Не паметам да имам интервју со председатели, со лидери на опозиција, со премиери, а да не го поставиме ова прашање наназад години. Тоа што беше нова влада главен адут за правна држава, специјалното јавно обвинителство, поточно првиот човек на СЈО, знаеме како заврши со затворска казна. Како сега да се верува дека со новиот план ќе се порази, да речеме, организираниот криминал и корупција и правната држава ќе се постави на здрави темели? А вие правната држава ја споменувате како една од причините и несигурноста во неа како фактор за одлив на луѓето од тука. Апсолутно. Знаете, тоа е толку извикана и излижана од муабети тема да ја не знам што ново може да се понуди. Меѓутоа, не постои, како и за претходниве стратегии што ги нарекуваме. Тоа е помпезно име, луѓето мислат дека нешто, кој знае што може да се содржи во тој документ, ако го наречеме надпартиска стратегија. Нема голема филозофија во тоа како се прави правна држава. Не мораме не знам какви стратешки документи да освојуваме и сите да се согласуваме. И да се согласиме. Правна држава се прави најбрзо ако не правиш селективност во употребата на правните прописи, закони и правни прописи. Многу едноставно. Правна држава се прави ако апсиш, таму кај што има докази, се разбира, и луѓе кои не се од твојата политичка партија. Јас во минатогодишното обраќање реков, не зборува добро за нашата така наречена правна држава, кога 30 години сме во самостојна држава, ниту еден во тој период барем, ниту еден од високите политички функционери не заврши во затвор, а таму, знаеме сите, тоа е јавна тајна, требаше да завршат повеќе од еден. Тоа
важи за сите политички постави што биле до сега. Сега, 2016-17, која ја бев дел од таа политичка структура, факт е дека затекнавме многу полоша ситуација него било кога во нашата историја како независна држава. Значи, јасно е дека 2016 извештајот на Европската комисија зборува за нас како за заробена држава. И клучната критика е во тој дел. Ако паметите, пред воопшто да дојдеме до изборите на кој беше соборен режимот на Никола Груевски, имавме еден толку извикан, толку често споменуван, цитиран документ на Прибе. Прибе се бави само со две работи. Значи, генерално со правната држава, реформа на правниот систем и реформа на службите. Ние во тој дел, во реформата на службите, ја завршивме работата. Издвоивме управата за прислушкување, стана независен орган. И се бира директор на таа служба, ОТА. Се бира со двотретинско мнозинство. И издвоивме управата за државна безбедност, сега Агенција за национална безбедност, надвор од МВР за да нема политичко влијание врз таа структура. Меѓутоа, што направивме во другиот дел, допрва треба да видиме. И затоа е овој документ предпоставам на новиот министер за правда, во кој колку што јас не сум го видел во дефинитивна форма за да можам да го анализирам со мојот стручен тим, предлага судскиот совет да има практично носечка улога во однос на тоа како судиите претходно пресудувале. Тоа треба да се види. Ја не претендирам дека сум најдобриот правен експерт во државата, сигурно не сум, но треба да се види дали судскиот совет со овие капацитети што ги има и со ова законска поставеност, дали воопшто може тоа да го направи. Ако може, веќе, јас сум за тоа, сум, како го нарекуваме сега, прочистување, и да се вратам на оно што на времето го нарекувавме ветинг. 2016 јас бев еден од тие носители на изборна листа во кој велевме ветинг за сите суди обвинители. Точно е дека Европската унија ни рече немојте да го правите тоа генерално во целиот правосуден систем. Затоа што имале негативни искуства во Албанија и така натаму и така натаму. Јас сега сакам да апелирам и до премиерот и до министрот за правда. Ако евентуално сега некој случајно од Брисел повторно ви рече немојте тоа да го правите, бидејќи не знам која држава во светот тоа не е, немојте да ги слушате. Направете го и бидете уште порадикални од она што сега сте го замислили. Во јавноста не е дебатиран ветингот за функционери за добивање НАТО сертификат. Ме заинтригира оваа тема за пристап до класифицирани информации. Веројатно тој обврска откако сме членки на Алијансата, така. Првата фаза кај нас превршува. Може ли ориентационо да ни кажете каков ќе биде процентот на поминати или одбиени функционери? Сега не сакам да вулгаризирам како илустрација, некоја ми личи. Оно што е можеби поинтересно за јавноста, дали тие имиња ќе бидат објавени јавно? Не. Нема да бидат јавно, само нема да ги гледате во јавност. Потоа, ќе ги препознаеме. Знаете што, не можам да ви кажам кој ќе биде процентот, затоа што тој процес е далеко од завршување. Би требало да има 2 или 3 фази. Првата фаза е сега на самиот свој завршеток. Тука негде привршуваме со тој е многу точен израз, илустрација, да ја наречеме, иако влече негативни конотации од времето на Груевски. Бидејќи се изроди нешто сосема спротивно. Тоа е, во превод тоа е прочистување. Нема да се знае, значи од овие 100 до 150 функционери и политички, и воени, и одбранбени, и безбедносни, кои се на проверка, за најголемиот дел од нив е завршена работата и можам да ви кажам дека до овој момент, значи од тие над 100, негде помеѓу 5 и 10, се намерно не сакам да бидам прецизен, бидејќи е чувствителен процесот, веќе не помина. И се разбира, тоа нема да се соопшти во јавноста, ни една држава тоа не го соопштува, затоа што се работи за чувствителен сектор. Сега да ја дискарикирам, ако ние го прво не чини за човекот, кој го прашање. Тоа е нехумано. Бидејќи тој човек не е осуден со судска пресуда, не оди затвор. Него е во некаква смисла е безбедносно, не е сосема, да речам, сигурен за државата. Значи тој ќе продолжи да работи тамо, само нема да има контакт со класифицирани информации. Тоа е идејата. И сега тие луѓе може да бидат таргет на регрутација на центри кои не ни сакаат добро. Затоа тоа е една од причините зашто не се кажуваат јавно нивните имиња. И првиот и основниот се разбира човечноста. Не можеме така да ги денонсираме луѓето, бидејќи станува збор сепак за сознанија на разузнавачки служби во однос на некои нивни активности, не станува збор за докази изведени во судска постапка, што е сосема друга работа. Во ризиците за државата сега ми дојде една идеја за еден закон што го предлагаат албанскиот блок партии за добивање македонски државјанства. Тука нешто власта и опозицијата повторно се удрија. Албанскиот блок партии застана за тој предлог на Алијансата, значи со нови услови да се добијат државјанства, а МВР подготвува мислење и проценува ризик од граѓани. Што може да биде ризично
во добивањето на тие државјанства? Практично не проценува МВР, туку проценува УБК, тогашна, сега е надвор од тоа, и проценуваат и неколку други разузнавачки служби. Значи, дали вие не сте евентуално и безбедносна закана за државата. Значи, кога проверуваш дали некој треба да добие, заслужува, дали е квалификуван да добие државјанство, ти проверуваш, значи, прво проверуваш кој е човекот, по сите основи, и проверуваш дали ги има намирено сите обврски, може би тука бил бизнисмен, предходно сака сега да стане државјанин, од X причини, проверуваш дали ги има намирено сите обврски, како приватно лице, не знам, имал развод на брак, дали плаќа алиментација, бизнис, ако имал фирма, дали платил даноци, дали не сака со тоа да избегне некаква обврска, меѓутоа, освен тоа се проверува и од безбедносен аспект да не примиш во државјанство, па после да бидеш обврзан и као држава да му даш заштита ако му затреба, на човек кој е можеби докажана позиција на некоја странска разузнавачка служба, односно држава. Ниту една држава не дава државјанства на странски шпиони, да кажам, грубо кажам. Значи, тоа е проценка која се прави по линија на безбедност и разузнавање. Ако ви интересира во однос на предложениот предлог, мој став, колку што разбирам, и самите иницијатори предлагаат некаква модификација на првичните услови кои ги објавија и јавно, дека главниот основ за да добиете државјанство треба да биде изјава од три сведока, така. И јас сум навистина среќен ако одат во таа насока, затоа што во овој момент во Европа, не можам да тврдам за светот, во Европа не постои закон за државјанство на било која држава членка, па дури и на оние кои не се членки на Европската унија, кои предвидуваат само изјава на 2 или 3 сведока за да станеш државјанин, бидејќи тоа е сепак сериозна работа. Значи, ја не спорам дека станува збор и за наши, мислам, луѓе кои се наши граѓани, кои живеат децении и децении овде, имаат фамилии, имаат работено и пред пензија се дојдени во подминати години се, и тоа се решава, мора да се решава со домашните закони кои ги имаме, а не со 2 или 3 сведока кои ќе дадат изјава. Нема да биде доволно верификуван тој процес ако ги исклучите сите други органи и прашате само 2-3 човека дали некој треба да биде државјанин. Инаку, исто така, и тука сум должен да кажам, бидејќи знам некој работи од 90-тите кога бев вработен во Министерството за внатрешни работи, по она што го знам и по разговорите кои ги имав со моите некогашни колеги, невозможно е да има 70.000 луѓе кои немаат регулирано државјанство, а наводно сите од нив се тука со децении и децении на територијата на Северна Македонија. Станува збор за, по она што јас сум информиран, за далеку помала бројка на луѓе чие државјанство не е решено, срамота што не е решено. Тоа не може државата 30 години да проверува дали треба да ти даде државјанство. Тоа е кикс, тоа е голем пропуст на државата, меѓутоа не станува збор за толкава фрапантна бројка. Моето последно прашање, влегувате ли политички поискусен во 2021 ова што изминува премиерот ви забележат за некои изјави дека се должат на политичко неискуство, ќе бидеме ли поагресивни во изјавите кон тие што сакаат да негираат некои работи тука? Јас мислам дека политичкото искуство и неискуство нема никаква релација со острината на изјавите. Дури мислам од она што сум го видел кај други политичари во изминативе генерации, па и сегашниве, шо помалку си искусен, поостра си во изјавите. Искуството обично се врзува со мудрост, со зрелост, со постепеност во постапувањето и се една по-мека глаголивост, така да речем. Инаку Заев ми направи голем проблем со таа изјава, бидејќи не постои интервју после тоа во кој не се дообјаснувам или него дообјаснувам што сакал да каже. Мислам дека и самиот тој дообјасни после тоа што сакаше да каже. Не би навлегувал понатаму во експликација на таа тема, освен што би ви кажал дека јас сум постар точно 11 години од Зоран Заев. Ви благодарам што бевте гости на Македонската телевизија и ви посакувам среќни празници и успешна нова година. Благодарам, посакувам и на вас. Ви благодарам. Почитувани гледачи, го гледавте интервјуто со претседателот на државата Стево Пендаровски. Благодарам на вниманието. Ви посакувам пријатна вечер.